На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Се наоѓаме во срцето на Скопје, на улица Ленинова, во кафе станица, каде што денес утринското кафе го пијам во друштво на Џокси. Одлична можност да слушнеме кои се неговите утрински ритуали и што ново подготвува за оваа 2026 година. Џокси, здраво, добро утро. Добро утро. Како се ми? Одлично, супер, а гледам дека и ти уште рано предпладне си на позитива. Не сум наспан, цела вечер работев, така што настојував сабалево за да бидам буден, токму онолку време колку што би можел да ти посветам сега тебе. Значи, рационално ќе го купиш. Рационално. Како што спомна ти, како го пијам кафето. Нема некоја филозофија во сето тоа. Кој прв стане, тој го подготвува кафето. Нема некој посебен ритуал за да кажеш сега локумче, што ја знам, шекерче, ово, оно. Обично Нескафе, некој го пие со млеко, некој без млеко и нормално почнуваат муабетите. Муабетите се многу поинтересни уз кафе, отколку ли самото кафе, нели? Без разлика која марка на кафето е, нели? И тоа веќе имаме, знаеш, некоја усталена стаза, значи почнуваме со она што сме последно гледале синоќа. Тоа е најсвежо. Дали е филм, ќе го разглобиме филмот, ќе ги извадиме суштината, што сакал режисерот да каже, улогите на тој, дали е добро, дали се соживел со улогата. Потоа се враќаме малку поназад, значи негде околу 8 сат кога се ударни невести. И сега, пак, главна политика, главна тема ни е Украина, што се случува околу неа. Ги слушаме едните и другите страни, па самите влечеме заклучок што е добро, што не чини. Тоа е барем кај нас познато. Значи, не сме ни за едните, ни за другите, меѓутоа, зошто да не ги чуеме и едните и другите, па сами да се извлечеме за, а не сега некој да ми наметнува дека тој таму нешто направил вака, а не овој друга страна нешто сосема трето. Значи, наше размислување. Сега, не дај Боже ние тоа да го ставиме негде на папир па да се чита, тоа има да биде и сам бум, голем. Неутралците никој не ги сака денеска, или си на бела или на црна страна. Потоа, да кажеме, имаме наша актуелна сцена, политичка, тука повеќе се задржуваме, нели, кој што кажал, како кажал, бидејќи многу од работите ни се од образованието, па тука веќе е малку постручна од мене, нели, меѓутоа дава сосема своји конкретни заклучоци што уствари би требало да биде, како требало да биде и зошто е направена таква грешка. За да не се направи таква грешка, сме требале да направиме тоа и тоа. После има еден период кога се слушаме со Евгенија и тој период е околу сат и пол, 2. Новостите неизини што и се дешаваат во Токио, во незиното обкружување. Она таму има еден круг на луѓе кои се занимаваат со музика, кои секој викенд има своји точки, па барабар со нив некако учествува во таа нивна програма. Има еден круг наши луѓе кои се во Токио и тоа доста успешни, јас ќе кажам деца, за мене се деца, меѓутоа тоа се веќе возрастни луѓе, нели? Кои како би требало заедно со ќерка ми да дојдат тука да поработат малку повеќе за да ни пренесат, затоа што сепак тој начин таму на живот, не само начин на живот, него начин на однос према работата е сосема друг неголи како што ние го сваќаме овдека. Ние сме некако многу вака се джилитаме ако дојдеме на звање директори или не знам звање доктор или магистар, таму тоа веќе сосема другачие звучи. Таму човекот се цени спрема
одредената, приложената работа. И тоа е закон, тоа е точка. Не можеш ти да импровизираш усето она што ти е зададено за да го завршиш. Или ај остај го, че пијам кафе, се уморен со една да запала. Нема шанс. И така. Претходно ако нешто имаме проблем под дома да се среди, тогаш сум ја тука, нели? Ајде поправи ова, поправи она, исчисти гаражата, оди до пазар кој све на мене. Оди до... Добро, блиско ви е пазарчето тука и тоа значи дека си вреден пензионер. Чути осте. Оди до пазарчето, врати се назад, сум заборел овра, симни се доле, цигаре ми зема, не сум ти земал, она пуши, ја не пушам, тоа глава боли. Меѓутоа денот е таков. Не е нешто она, да кажеме со одредени точки дека мора у 12 сат тоа да се случи, едноставно е препуштен самиот на себе. Па тоа е убавината на пензионерските денови. Не мора човек да трча и да се раководи според нека однапред одредена сатница, туку може полека, лезецки да си го тера денот, нели, и да си ги заврши сите врски кои што ги планирал. Џокси, музиката е составен дел од твојот живот, така било секогаш и така ќе биде, така, жива вода. Кажи ми дали може би во оваа нова 2026 година подготвуваш нешто ново, ќе слушаме ли нови песни, додека се уште уживаме во оние безвременски хитови што ги имаш испеани и кои што ги остави во нашата богата музичка ритма? Имам куп песни кои допрва треба да ги реализирам. Во замисла сум голема. Како да го изреализирам сето тоа? Ми треба поддршка. Ја барам се уште, додека проектот е подготвен и само бара едно шкорче да направи вака. Тоа се однесува за еден албум со 8 до 10 песни, ако ги завршам овој период и другите две. И би сакал на сето тоа као капак на едно творештво да направам еден концерт. И тој ми е во размислување, во подготовка, па сега оваа година ако се случи, добро, ако не, имаме наредна година. Пред се само да сме живи и здрави, а другото само ќе се дојде по себе. Џокси, ми беше задоволство да го испиеме утринското кафе заедно. Со тебе секогаш има неисцрпен моабет и многу теми, а јас верувам и се надам дека ќе бидеме едни од првите што ќе дознаат за твоите нови музички проекти оваа година и дека ќе имам чести привилегија да ги информирам гледачите прва за нив. Ја мислам дека тоа така и ќе се случи. Ќе ми биде задоволство. Фала ти уште еднаш да си го допиеме ние нашето кафе во кафе станица. Повели.